Овде сте припадници на Дирекцијата за заштита и спасување. Колку во моментов има припадници од дирекцијата и видовме дека исто така и авионот неколку пати интервенираше во Малешевскиот регион. Значи јас само можам да нагласам за брзата реакција, но и соработката што ја имаме меѓу институциите, пред се со ЦУК, па после тоа и со локалната самоуправа, но и со доброволните друштва кои што сакам на вистина да упатам благодарност до сите тие кои што се денеска тука со нас. За среќа на вистината и на ова случка, ние за денеска имавме планирана вежбовна активност заедно со Министерството за внатрешни работи, со хеликоптерската единица, каде што требаш да иницираме вежбовна активност со цел ангажман на нашиот авион и хеликоптерот на МВР за заедничко действување во случај на пожар на отворено. За таа цел, по согледување и по проценка на сите чинители синоќа, заедно со директорот на ЦУК, одлучивме дека пред се таа вежбовна активност и со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, дека треба да ја прекинеме таа активност и да ги посочиме сите сили и средства што ги имаме на располагање во згаснување на овој пожар. И колку што може да видите дека прилично сме во ред, ставене под контрола на неколку наврати, значи авионот, еве гледате и моментално си действува авионот, ќе действува повеќе пати се до целосно изгаснување на овој пожар. Сакам да упатам апел до сите граѓани дека повеќето од пожарите кои што беа и ланската година, но кои што и оваа година се пожари подметнати или пак пожари од невнимание. Значи нема пожар кој што сами од себе си се појавува негде на некое место. Ова е место, односно простори или пак шума кој што не може да гори туку така лесно. Нормално дека сигурно е запален на некој начин, но да не си отвараме дополнителни обврски, ресурси и работа на сите нас кои што баш во летните месеци, место да овие луѓе што ги гледате да се одморат негде, да гаснеме пожар заеднички. За таа цел, значи, апелирам до сите граѓани да бидат многу повнимателни, да пријавуваат било што гледат нешто сомнително или пак да интервенират, односно да се вклучуваат во доброволното згаснување на пожарите заедно со сите чинители кои што се на терен. Што туку авионот изфрли вода, да ни кажете за колку време ќе се изгасни пожарот, според ваши проценки? Според наши проценки, значи овој пожар би требало да веќе е под контрола. Верувам дека во денешниот ден, најкасно до утрешниот ден би требало се, затоа што и да гледате негде да чади, да знаете дека тој веќе е ставен под контрола, горат само тие трупци што се таму, но без дополнителна согорлива материја која што може да предизвикува поголем пожар. Така да мислам дека сите кои што беа вклучени тука денеска добро си сработија и сработуваат и моментално. Значи ја по пат и сретнувавме и оставивме дополнителни екипи негде кај што има потреба, се со цел да изгаснуваме што е можно побрзо, да не се проширува во други делови кај што имаме многу поквалитетна шума. Ви благодарам. Благодарам и на вас.